Италијанскиот јазик е помалку застапен во образованието, но се прават сите напори за да се воведе како втор испорен јазик во средните и основните училишта. Италијанскиот јазик, освен на Филолошкиот факултет Блаже Конецки во Скопје, се изучува и на факултетот Гоце Делчев во Штип. Од 2018 година се воведени наставни програми, книги кои се потребни на учениците за изучување на јазикот. Веќе во неколку училишта низ Македонија, италијанскиот јазик е воведен, како во Куманово, Битола, Скопје, Свети Николе. Кој е проблемот? Ние имаме нови училишта, например во Битола има 2 училишта, нови, во кои се изучува. Скопје сега се отвори во едно училиште, меѓутоа тоа многу бавно оди. Во Свети Николе има 2 училишта, во 2 училишта. Во Струмица и околината има 3 училишта. Зборам за основно, бидејќи како втор странски јазик овде, нели? Англискиот е прв странски јазик, а италијанскиот паралелно со француски, германски или руски како втор странски јазик. Меѓутоа, изборот зависи од нели училиштето дали ќе прифати. Проблемот за воведување на италијанскиот јазик во неколку градови од финансиски аспект или во училиштата веќе има воведено втор испорен странски јазик. Но според законот сите официјални јазици треба да бидат воведени и да се даде право на избор на учениците. Во изборот за втор странски јазик влијание имаат и родителите. Родителите вршат притисок. Значи родителите се тие што вршат притисок за децата да им учат германски јазик. Затоа што ги гледаат како, не знам, дека ќе работат во Германија. Чи наместо да се оди со нешто што е пријатно, како што веќе бе спомнан или мелодичен јазик и полесен за учење. После тој ќе им биде полесно германскиот да го учат, ако сакат. Не е проблем. Но неочекувано се јави проблем значи со родителите. И тоа е страшно за државата, бидејќи значи дека иднината на своите деца не ја гледаат во нашата земја, туку ја гледаат надвор. Од страна на амбасадата имаме потребната поддршка, но ако не се спроведат европските јазични политики, односно англискиот јазик представува општ јазик за комуникација, а вториот јазик според европските јазични политики, кои што и ние треба да ги почитуваме и применуваме. Сите останати јазици треба да се изучуваат од задоволство, вели Никодиновска.